Традиционалниот охридски пливачки маратон заминува во историјата, зашто председателот на државата Стево Пендаровски одбил да биде покровител, ама затоа државата има пари да се луксузира со 100.000 евра за прослава по повод рамковниот договор, владини трошења за набавка на мебел во време на криза, купување на цвеќиња и хотелски услуги, потоа набавка на луксузни автомобили за време на пандемија, а за прославата за Илинден не ни дознавме колку пари беа дадени. Последно во низата се 100.000 евра народни пари и тоа за прославата на 21 годишнината од подпишување на Охридскиот договор. Неизин организатор беше Министерството за политички систем, а фирмата која го доби тендерот за организација е Арберија Дизајн. Само во последните 4 години компанијата од Тетово добила 61 тендер во вредност од 4 милиони евра. Првиот вице-премиер Артан Груби има намера оваа манифестација да ја претвори во традиционален фестивал. Додека 60-годишната традиција на маратонот исчезнува, државните институции трошат без усул, потврдуваат извештаите за јавните набавки. На пример, Здравствениот дом од Тетово набавиле автомобил со кожен волан, 6 звучници и металик боја, и тоа со парите за справување со пандемијата. Возилото чинело речиси 21.000 евра. Пари за концерти со гостување на турбо фолк пејачи исто така има, ама за Охридскиот маратон не. Откако Министерството за култура кажа дека нема да даде пари за организација на музичкиот фестивал Joy Fest во Крива Паланка, каде ќе настапи Аца Лукас, градоначалникот Сашко Митовски сепак уверува дека настапот на српскиот турбо фолк пејач ќе се одржи, зашто тоа било во чест на Денот на рударите. Градоначалникот кажа дека пари ќе биле обезбедени преку спонзори, односно нешто повеќе од 25.000 евра. Инаку јавноста остро го осудува овој чекор, кој е директно уништување на маратонското пливање, спортот, како и промоцијата на традиционалниот Охридски маратон. Граѓаните дури и самите се нудат преку разни акции и донации да ја спасат 60 годишната традиција во Македонија.